дојдовте во уште едно видео на каналот BMG Sport. Вие го следите шоуто Overtime with TJ, а денеска продолжуваме со надпреварите од 11-тиот ден на светското првенство во Катар. Станува жешко, станува интересно, неизвестно, а изненадувањата продолжуваат. Тоа и се очекуваше. Денеска сите играат добар фудбал. Ве молам притиснете subscribe и кликнете на звончето за да добивате известувања за сите нови видеа. Епа, ајде да почнеме. Во вечерниот термин се игра надпреварите од групата С, каде што ништо не е решено. Прв меч Аргентина-Полска. Абе, утепав од тролање Аргентина и пред светското првенство, а посебно после поразот од Саудиска Арабија. Ама со Мексика тепаа. И повторно сум убеден дека не може до титула. Немаат шанси бе, немаат тим за титула. А со голот Меси повторно се изравни со Кристијано Роналдо по бројот на голови на светските првенства. Имаат по 8 голови. Но Меси се изравни со иконата на аргентинскиот фудбал Марадона, кој што има 8 голови на мундијалите. Сепак, рекордот во Аргентина го држи Габриел Батистута, кој што има 10 гола на светските првенства. Полска се измачи со Саудиска Арабија, но е лидер со 4 бода. Реално саудиците беа барем 2 пати подобар тим на теренот. Ама колку што има среќа со Аргентина, сега толку ја немаа. И замислете, Левандовски го постигна својот прв гол на светските првенства. А Щесни го одбрани третиот пенал на ова светско првенство после одбранетите пенали на Очоа и Куртуа. Тоа се најмногу одбранети пенали на еден мундијал и израмнување на рекордот од 1966 година. Ќе навивам за Полска на овој надпревар, ама ќе биде тешко за нив. Како одигра со Саудиска Арабија, мислам дека ќе загубат 1-0. Во вториот меч играат Саудиска Арабија, Мексико. Саудиска Арабија најмногу изненади. Ја сметаа за најслаб тим на првенството, а на крајот ја победи Аргентина и одигра одлично со Полска. Ренар е одличен тренер, дефинитивно, но му фали малце скромност. На пресот после надпреварот изјави: можам да ги тренирам фудбалските репрезентации кои што се борат за титули на големите надпреварувања. Па, добро. А кога е тој во прашање, сите се прашуваат која е девојкава која што беше покрај него на теренот. Епа, девојкава не е дел од стручниот штаб. Не е ниту навивачка, туку собираш на топки. Се вика Винифер Фернандес и одбојкарка од Доминиканска република. Чак има 2 златни и 3 сребрени медали. На крај наместо кај некој шампионски тим да не стане Ренар селектор на Доминиканска република. Да се вратиме на надпреварот. Ќе биде неизвестно и ништо чудно саудиците повторно да изненадат. Интересни мисии ќе навивам за нив, но мислам дека ќе биде 1-1. Одиме во групата Д, каде Франција се обезбеди пласман понатаму, а Данска и Австралија меѓу себе ќе одлучуваат за вториот патник во следната фаза. Данска ќе победи на надпреварот и ќе се придружи на Франција во следната фаза. На Австралија и треба реми, но мислам дека нема да дојдат ни до бод. На крајот Данска ќе победи и ќе прескокне Австралија на табелата. А Данска одигра одлично со Франција, но немаше решение за Мбапе. Епа Австралија го нема Мбапе. А Ериксен е чудотворец. Видете ги неговите бројки со Франција. Имаше 100% добиени дуели, 88% прецизни пасови, 83 допири со топка, 56 комплетирани пасови и 6 точни од 9 долги топки. Звер! Австралија тепаше со Тунис но во еден слаб меч. Ако одиграат така, ќе си одат дома. Ќе навивам за данците на овој надпревар и мислам дека ќе слават победа од 2-0. Последен меч Тунис-Франција. Како што кажа, Франција си обезбеди пласман во следна фаза. Дешам веројатно ќе ротира со составот, но тоа не значи предност за Тунис. Тунис има само бот и му треба победа со Франција, но и така не е сигурен ќе го чека резултатот од другиот надпревар. Ама Бапе беше двоен стрелец со Франција и се изравни со легендата Зинедин Зидан на листата на најдобри стрелци во Франција со по 31 постигнат гол. Мбапе има 31 гол на само 61 надпревари и е 7ми најдобар стрелец во историјата на Франција. Освен тоа, Мбапе стигна до бројката од 7 гола на мундијалите. А тоа се бројки кои на иста возраст ги запишал само легендата Пеле. Мбапе има само 9 надпревари на светските првенства и е голем фаворит да биде најдобар стрелец во историјата на мундијалите, каде што моментално е Мирослав Клосе со 16 голови. И има време пред Мбапе. Мислам дека Франција и без повредените на Кунку, Бензема, Канте, Погба, Кимпембе може до одбрана на титулата.
А јас ќе најавам за послабиот, за Тунис, иако мислам дека Франција ќе дојде до победа од 2:1. Доста е за денес. Утре продолжуваме со надпреварите од 12-тиот ден на светското првенство во Катар. Следете ме!